Добар ден, почитувани, стартува уште една нова Телма амбулант. Денеска ќе зборуваме за еден релативно чест здравствен проблем – анемијата. Како се препознава и утврдува дали едно лице е анемично? Дали ниското серумско железо е сигурен индикатор дека станува збор за анемија? Кои причини доведуваат до анемија и на каков начин се лекува овој проблем ќе ни појасни професор доктор Злате Стојановски, хематолог од Универзитетската клиника за хематологија. Ќе погледнете блок реклами, а веднаш потоа ќе го проследите и разговорот во студиото. Останете на Телма. Кои се најчестите причини за анемија и кои се начините за нејзино лекување, го запрашаме професор доктор Злате Стојановски, хематолог од Универзитетската клиника за хематологија во Скопје. Професоре, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Добар ден. Марија, добар ден. Благодарам на поканата. Навистина е уживање да се биде гостин во вашата почитувана емисија. Нашата последна средба беше минатата година, кога зборувавме за имунолошките дефекти кај малигните хематолошки пациенти. Ова година, оваа средба, ќе имаме нешто поразлична тема. Ќе ни бидат тема анемиите, но сакам еден апел да искористам оваа можност. Јас вчера се вакцинирав против сезонскиот грип и го препорачувам тоа на сите оние ризични категории на пациенти и граѓани да го искористат тоа. Професоре, доколку некое лице е анемично, може да ја прими вакцината против сезонски грип? Да, анемијата не е контраиндикација за примање на вакцината за сезонски грип. Денес ќе зборуваме малку за по-различна тема, ќе се тргнеме малку настрана од хематоонкологијата, ќе зборуваме за најчестата патологија всушност во класичната хематологија, тоа е анемијата. Така, ќе ни појасните што е анемија, професоре, дали треба да е намалено серумското железо, хемоглобинот, црвените крвни клетки, еритроцитите, што значи точно анемија? Терминот анемија доаѓа не многу одамна, некаде од 19 век, од грчките зборови ан, што значи негација, и хема, што значи крв, значи бескрвност. Тоа е состојба на бескрвност. Според дефиницијата на Касал, анемијата е состојба во која што има намалување на вредностите на хемоглобинот и хематокритот, а не секогаш намалување на вредностите на еритроцитите. Бидејќи има одредени состојби во кои што бројот на еритроцитите може да биде нормален, но нивото на хемоглобин и хематокрит да бидат намалени, со тоа да се исполни дефиницијата дека одреден пациент има слабокрвност, како што ние викаме во македонскиот јазик, или анемија. Познато ни е еритроцити, познато ни е хемоглобин, но хематокрит е еден термин кој што не знаеме точно што значи. Можете ли наедноставно да ни појасните? Да, наедноставно, крвта е орган течен кој што се состои од два дела. Едниот дел е плазмата, тоа е течниот дел, а клеточниот дел се крвните елементи, тоа се црвените крвни зрнца, еритроцитите, белите крвни зрнца, тоа се леукоцитите, и крвните плочки, тромбоцитите. Соодносот помеѓу течниот дел и клеточните елементи се нарекува хематокрит. Овој хематокрит се намалува секогаш кога имаме помалку еритроцити, односно кога имаме помалку клеточни елементи во однос на течниот дел на крвта. Затоа е важно во дефиницијата да се дефинира дека вредностите на хемоглобинот и хематокритот, а не секогаш еритроцитите, се тие кои што ја доведуваат до анемија. Професоре, не го споменавте серумското железо во дефиницијата. Повеќето од нас кога правиме крвни анализи, правиме и анализа на железото, серумското железо во крвта. И доколку е ниско, сме навистина исплашени дека можеби сме анемични. Анемиите ги има повеќе видови. Една од видовите на анемиите и најчеста всушност анемија е анемијата заради недостаток на железо. Тоа е железодефицитната анемија. Светската здравствена организација пресметува дека речиси 1/3 од човештвото боледува од железодефицитна анемија. Се разбира, тоа е резултат на гладот во земјите од третиот свет, во Африка. Тоа е резултат на различни паразитарни заболувања од кои што тие
дечиња тамо и возрастни заболуваат. Тоа е резултат на туберкулоза, резултат на СИДА, ХИВ, значи хронични воспалителни состојби и заразни заболувања може да бидат причина за настанок на недостаток на железо и со тоа консекутивно железодефицитна анемија. Американците се децидни кога се работи за бројки, тие пресметуваат дека железодефицитната анемија води до дефицит од 50 милиарди долари годишно во целиот свет, во светски рамки, поради тоа што пациентите кои што имаат слабокрвност, некои од нив отсуствуваат од работа, некои ги губат концентрацијата, когнитивните способности, и заради тоа и индиректните трошоци врзани со самата анемија може да достигнат и вакви бројки. Доколку е ниско само серумското железо, а хемоглобинот и еритроцитите се нормални, имаме ли анемија? Тоа е најчестата замка поради која што пациентите доаѓаат на преглед во хематолошките амбуланти. Во првата фаза всушност настанува сидеропенија, односно настанува намалување и недостаток на железото, но во првата фаза се губат резервите на железо, а тоа е феритинот, кој што е складиран во црниот дроб пред се, и тој е одговорен да ги држи резервите на железо под контрола. Но во услови кога имаме хронична крвозагуба најчесто, тогаш почнува да се трошат прво резервите на железо, настанува сидеропенија, а кога тие ќе се потрошат, почнува да се троши и преостанатото железо и тогаш настанува намалување на вредностите на хемоглобин и хематокрит, односно настанува железодефицитна анемија. Што значи не секој недостаток на железо значи анемија. Така. И не секој недостаток на железо без анемија се лекува. Ние лекуваме анемија, а не лекуваме недостаток на железо. Тоа е многу важно да го знаат и помладите колеги и колегите во примарно и во секундарно здравство, бидејќи секогаш кога правиме одредени анализи треба со резултатите кои што ќе ги добиеме треба да знаеме што да правиме понатаму. Намалените вредности на железо се привилегија на одредени други типови на заболувања, бидејќи анемиите не се само нутритивните, не е само железодефицитната анемија или недостаток на витамин B12 или фолна киселина. Анемиите може да бидат и заради скратен живот на еритроцитите, тоа се така наречените хемолитички анемии, кои што може да бидат вродени или стекнати. Една од вродените анемии во овој регион е така наречената медитеранска хемолитичка анемија. Честа е тука на овие простори? Да, се смета дека речиси некаде околу, според податоците кои што ги добивме од лабораторијата во Македонската академија на науки и уметности, и тоа од лабораторијата Ѓорги Ефремов, тие укажуваат на бројки дека некаде преваленцата на таласемичните гени во нашата популација за бета таласемија е 2,5%, а за алфа таласемија 1,5%. Се смета дека до 10-тиот век овој ген го немало на овој простор, меѓутоа кога имало голема преселба на народите, хуните, аварите, тогаш го донесле генот на ова подрачје и е распослан по целиот Медитеран. Значи го има и во Грција, во Турција, во Египет, во Мароко, во Италија, во Албанија, и оние форми на таласемија кои што се наследени од двајцата родители дефектните гени, ги нарекуваме Кулиева анемија, и тоа е тежок тип на хемолитичка анемија која што е врзана со чести трансфузии на еритроцити кај децата и заради таложењето на железото во виталните органи, пред се во панкреасот ќе направат диабетес мелитус или шеќерна болест, потоа заради таложење во црниот дроб ќе направат цироза и на крајот заради таложење во срцето може да направат глобална срцева слабост. Животниот век на ваквите деца е скратен благодарение на компликациите кои што ги даваат честата употреба на трансфузии кај
овие пациенти. Така, значи ова е веќе генетска причина Ова е генетска анемија, наследна. Така, имаме ние еден телоп во кој што се наведени најчестите причини кои што доведуваат до анемија. Можеме да погледнеме, тоа е недостаток на железото, зашто веќе зборувавме, но ќе зборуваме и за уште малку ќе се задржиме на тоа. Недостаток на витамини, хронични болести, еве го сега го споменавте генетиката. Да се задржиме еве уште малку на генетиката, па повторно ќе се вратиме на недостаток на железото. Може ли на едноставен начин, со некој едноставен тест да утврдите дали анемијата е генетска или пак се работи за некој друг тип на анемија? Нашата лабораторија е со светско реноме во Македонската академија за науки и уметности. И во моментов директорот на тој центар, професор Дијана Плашевска-Карамфилска, со успех продолжи да ја води оваа лабораторија, која што ја формираше академик професор Димитар Ефремов. Таа е лабораторија која што има светско име, бидејќи многу одамна почна со истражување на полето на таласемиите. За нас е тоа рутинска пракса во лабораториите наши, во амбулантите доаѓаат пациенти кај кои што ја препознаваме ваквата генетска анемија, но мора да биде докажана на генетско ниво со дефектните гени, односно глобински ланци на хемоглобинот. Овдека на телопот гледаме еден друг тип на анемија која што исто така многу важна, тоа е анемијата која што настанува кај хроничните заболувања. Хроничните заболувања, особено хроничните воспалителни заболувања, како што е ревматоидниот артритис, системскиот лупус и некои други ревматски заболувања, се врзани секогаш со одреден тип на анемија. Дури се смета дека анемијата представува еден од екстраартикуларните манифестации на ревматоидниот артрит, преку коригирањето на анемијата всушност може да се следи и успехот во терапијата на ревматоидниот артрит. Тука е вклучен еден хормон кој што го лачи црниот дроб, тој се вика хепцидин, и тој е одговорен да ја регулира апсорпцијата на железо преку цревата, но и да го регулира нивото на феритин во црниот дроб. Оние резерви што ги споменавте. Оние резервите и всушност неговото ниво може да направи серумското железо кое што се наоѓа во серумот да биде недостапно за употреба. Затоа кај хроничните анемии имаме таков тип на анемија во која што имаме несоодветно искористување на железото. Се разбира, кај нив има и некои... Пациентите со карцином, дали исто тоа се случува? Да, на сличен начин. Бидејќи тие секогаш имаат анемија, најчесто и намалено железо. Да, хепцидинот е тој кој што го регулира всушност метаболизмот на железото и тој е одговорен за овој тип на анемија, на хронични заболувања. Овдека би ги спомнал и мегалобластните анемии, тоа се исто така нутритивни анемии кои што се резултат на недостаток на витамин B12. Тоа се секогаш нутритивни анемии, професора? Да, тоа се анемии кои што настануваат како резултат на промени во гастроинтестиналниот тракт, односно на промени во желудникот, крајниот дел и почетниот дел на 12-палачното црево, каде што всушност се ресорбира и железото, но се наоѓа и интризик факторот кој што е неопходен витаминот B12 да биде ресорбиран и да биде искористен во крвните клетки. Тој е важен за целата хематопоеза. Не само за црвената крвна лоза, не само за еритроцитите. Витаминот B12 е важен и за леукоцитите, и за тромбоцитите, и за нивното созревање. Значи за сите крвни клетки, за нивното создавање и созревање? Затоа кога имаме мегалобластна анемија со недостаток на витамин B12, покрај недостаток на еритроцити, се случува да има недостаток и на леукоцити и на тромбоцити. Луѓето кои што имаат хроничен атрофичен гастритис, кои што имаат хронично воспаление на желудникот, имаат така наречена пернициозна анемија,
која што е класична витамин B12, недостаточна анемија, но исто така добар пример се и пациентите кај кои што е изваден желудникот, гастректомираните пациенти кај кои што 1 или 2/3 од желудникот се оперирани поради други причини. Било да се работи за перфориран улкус, чир на желудникот, било да се работи за карцином на желудникот, луѓето кои што ќе имаат, кои што ќе преживеат ваква операција, потоа доживотно ќе треба да бидат субституирани со витамин B12 и повремено и железо. Професоре, сега зборуваме за дефицит на B12, но дали исто така и фолната киселина представува одреден проблем доколку недостасува? Да, се разбира, и фолната киселина е дел од групата на Б витамини. Таа исто така многу важна во процесот на хематопоеза. Дефицитот на фолна киселина се случува кај хронични пациенти, кај пациенти со хроничен алкохолизам, кај пациенти со хронични заболувања на црниот дроб. Исто така го споменавме и ревматоидниот артритис, пациентите кои што се лекуваат со метотрексат, еден од лековите кој што е златен стандард за третман на ревматоидниот артрит, доведува до недостаток на фолна киселина и мегалобластна анемија, и тие пациенти треба да бидат третирани и субституирани со фолна киселина. Што е со оние пациенти кои што редовно примаат лекови за желудник? Оние што се против киселини. Дали тие имаат некакво влијание врз апсорбцијата на железото или пак можеби на овие витамини? Да, тоа е многу важен факт и тоа го назначуваме секогаш кога им препорачуваме терапија на пациентите, да имаат на ум дека препаратите на железо, за да бидат комплетно ресорбирани, им е потребна кисела средина. Оваа кисела средина доаѓа од желудничната киселина, хлороводородната киселина која што се наоѓава во желудникот, и таа кисела средина под дејство на антацидите, на инхибиторите на протонска пумпа или H2 блокаторите ќе се намали. Апчиња што многу често се примаат. Многу често се примаат на своја рака понекога си ги зимаат заради луѓето гастроезофагиален рефлукс, но и тие што заради пијат враќање хронична на киселина, терапија, професоре, хронична пијат. терапија, тие кои што имаат гастритис од различна причина ја користат оваа терапија, но затоа препорачуваме со терапијата со железо да се даде и витамин С, односно аскорбинска киселина, која што ќе обезбеди кисела средина да може железото во потполност да биде ресорбирано. И уште нешто е важно, ги препорачуваме овие препарати да бидат земени на гладно. Токму заради овие причини. Да биде што покисела средината во одредена желудникот. храна може да го компромитира комплетното ресорбирање на железото, например млекото, млечните производи, оние производи кои што содржат калциум, може да го оневозможат ресорбирањето на железото, да го врзат железото и тоа да не може да биде ресорбирано во организмот. Уште малку ќе се задржиме на лековите, кои што може да доведат до некаков проблем. Што е со аспиринот? Пациентите исто така го земаат редовно, поради проблем со срцето и слично, кардиоваскуларни некакви настани. Аспиринот е лек за кој што е вложено најмногу во реклама, и првата асоциација за лек ни е аспирин, кога ќе се сетиме за лек. Во еден период имаш една кампања дека воведувањето на аспиринот како тромбопрофилакса може да ги намали кардиоваскуларните настани на човештвото, бидејќи тие се најчеста причина за фатален исход. И стана тренд во одреден период, особено во Америка, тие имаат 80 милиграмски аспирин, односно ацетилсалицилна киселина, и луѓето над 40 годишна возраст зема аспирин со таа цел да превенираат настанок на кардиоваскуларни настани. Но аспиринот е киселина која што има многу несакани ефекти, меѓу другите е и настанување на гастритис. Како киселина, таа
всушност го нагризува желудникот и може да направи потешка ресорбција на железото од една страна, а може да биде причина сигурно при подолготрајна неконтролирана употреба и причина за настанок на хроничен гастритис, кој што понатаму може да ја отежне и ресорбцијата и на витаминот B12. Значи, тоа е механизмот всушност кој што доведува до појава на анемија. Јас ќе се задржам уште малку на недостатокот на железо како причина за појава на анемија. Ги набројавте бројни болести, состојби доведуваат, начин на исхрана до намалување на апсорбцијата на железото, но што е со губењето на железото во организмот? На каков начин ние можеме да губиме и да не бидеме свесни дека всушност губиме крв? Железодефицитната анемија е втора болест. Така велиме, односно секогаш е секундарна болест. Секогаш за да настане железодефицитна анемија предстои некоја друга состојба. Најчесто причина за настанок на железодефицитната анемија кај жените во репродуктивниот период се обилни, нередовни менструални крварења, кои што имаат прво обилност, а потоа самиот менструален циклус е скратен. Наместо да трае 28 дена, тој трае многу пократко. Ваквите крварења и особено во перименопаузалниот период, пред да настапи менопаузата, кога крварењата стануваат ирегуларни и премногу обилни, тогаш има идеални услови за загуба на железо, ќе се потрошат прво резервите на железо, а потоа ќе настапи и железодефицитна анемија. Покрај обилните менструални крварења, гастроинтестиналниот тракт, почнувајќи од хранопроводникот до анусот, има бројни причини кои што може да бидат причина за настанок на железодефицитна анемија. Се разбира, почнувајќи од воспаление на хранопроводникот, воспалението на желудникот веќе го споменавме, улкусната болест, при која може пациентот да има обилно крварење, кое што може да биде и животно загрозувачко. Понатаму, во дебелите црева може да се јави така наречената болест инфламаторна болест на цревата, улцерозниот колитис, во кој што при секоја столица пациентот губи одредена количина на крв, а тамо столиците се многубројни во текот на денот, и конечно на крајот хемороидалното крварење, бидејќи хемороидите може да бидат сместени во внатрешниот венски плексус или надворешни хемороиди, така да не секогаш пациентот може да ги види. Но оние пациенти кои што имаат хемороидално крварење, тие знаат дека повремено крварат и ќе речат: докторе, јас крварев пред неколку години. Но ваквите крварења може да бидат континуирани, постојани и микроскопски. Значи дури и да се невидливи, значи да не може да се забележат. Да не може да се забележат, но да бидат постојани микроскопски и при тоа да се губи одредена количина на железо, која што ќе доведе сигурно до железодефицитна анемија. Така да причините се бројни, крвозагубата е главна причина за настанок на овој тип на анемија и секогаш кога се лекува анемијата, мора да се лекува основната причина, бидејќи никогаш нема да имаме успех во лекувањето ако ја лекуваме само последицата. Затоа овде паралелно мора да се лекува основната причина која што довела до железодефицитна анемија и да се лекува анемијата. Хроничната крвозагуба преку гастроинтестиналниот тракт може да биде причинете и од малигни заболувања. Да не заборавиме дека една од најчестите заболувања кај човекот е колоректалниот карцином. Карцином на дебело црево. Карциномот на дебелото црево може да започне како железодефицитна анемија. Затоа, во диагностичката процедура неопходно е да се направат ендоскопски истражувања на желудникот, и гастроскопија и колоноскопија. Минатата недела на катедрата по интерна медицина
Предавање има колегите од клиниката за гастроентерохепатологија, прекрасно предавање со еден прекрасен проект кој што е во тек и кој што треба да се спроведе, во кој што ќе се прави еден скрининг на населението за крв во столицата. Со едноставен метод, со едноставен тест, може оние луѓе кај кои што ќе се детектира крв во столицата да одат на понатамошен колоноскопски, ендоскопски истражување, навреме да се открие ваквиот карцином, бидејќи навреме откриен, тој може да биде комплетно излекуван. Така. Доцна откриен, може да направи метастази и да го скрати животот на пациентот. Затоа колоноскопијата влегува веќе како стандардна процедура, како мамографијата, што стана стандарден скрининг за жените, така колоноскопијата станува стандарден скрининг и за мажите и за жените. Иако се уште постои некој отпор кај луѓето поради начинот на кој што се изведува, бидејќи е прилично непријатна. Американското здружение за гастроентерологија дури и сака и границата на воведување на ова мерка да ја намали на 45 години. Значи, над 45 години веќе да се направи една скрининг колоноскопија која што може да открие ваква сериозна болест, која што навреме може да откриена да доведе до комплетно излекување. Ќе ги поканиме професори и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент може да се јавите на телефонот што ќе биде испишан на екранот и да поставите прашање во емисијата поврзано со темата на која што говориме, а тоа се анемиите. Како изгледа лицето со анемија? Дали секогаш мора кожата да биде бледа, да има вртоглавици, да чувствува умор? Може ли едноставно сето тоа некој на нозе да го поднесе и да не забележи дека има анемија? Анемиите, всушност, во својата клиничка презентација имаат еден синдром кој што е резултат на хипооксијата. Бидејќи недостатокот на хемоглобин кој што е одговорен да го разнесува кислородот од белите дробови во сите органи и ткива, неговиот недостаток доведува до недостаток на кислород и хипоксија. Сите симптоми се неспецифични кои што ги гледаме и овој синдром се состои од слабост, малаксалост, срцебиење, бидејќи тахикардијата е првиот компензаторен механизам да се надомести недостатокот на кислород. Значи тахикардија може да се јави и кај анемично лице. Не мора секогаш да биде проблем со срцето. Сите рецептори го покануваат срцето побрзо да работи за да може да донесе кислород, бидејќи тој е неопходен продукт во метаболизмот на секоја клетка. Покрај срцебиењето може да има зуење во ушите, може да има темнење пред очите, може да има намалена концентрација, да има кај децата тоа е многу типично ако вашето дете почне да добива послаб успех, особено од странски јазици или математика, направете му крвна слика, може би се работи за анемија, бидејќи когнитивните функции се намалени и оштетени кај дечињата кои што имаат анемија. Затоа, речиси анемиите секогаш имаат иста симптоматологија. Секогаш се карактеризираат со овој синдром. Покрај тоа може да има бледило, но ако се работи за хемолитичка анемија, ова бледило може да биде изразено во вид на жолтица или иктерус, бидејќи кај хемолитичките анемии во вишок останува билирубинот, тоа е жолчната боја која што се ослободува од разградените еритроцити. И каде се тогаш се забележува жолтилото на телото? Жолтилото се забележува прво на очите, на склерите, тоа го викаме иктерус, кој што потоа може да се забележи на целото тело. Кај хемолитичките анемии животот на еритроцитите е скратен. Нормално црвените крвни зрнца живеат 120 дена. Но кај овие состојби, кои што може да бидат вродени и стекнати, животот на еритроцитите може да биде скратен на неколку денови. Така да големата понуда на билирубин, која што црниот дроб треба да ја конјугира, не успева, затоа во вишок останува индиректниот билирубин, кој што го гледаме како жолто пребојување на кожата на пациентот.
Пациентите кои што имаат недостаток на витамин B12 и фолна киселина пак имаат една сламено жолта боја, таа е специфична, бидејќи кај нив во мала концентрација може индиректниот билирубин да биде зголемен, но не толку како кај хемолитичките анеми, каде што се разградуваат еритроцитите во слезенката за неколку денови, некогаш и неколку часови. Така да симптоматологијата е релативно широка. Да, иста, неспецифична, но треба, ако се мисли на неа, поедноставно е да се постави диагноза ако користиме синдроми, отколку ако користиме симптоми. Бидејќи користењето на синдроми ќе не одведе многу побрзо до прецизна и точна диагноза, а тоа значи точна прецизна терапија и успех во лекувањето и излекувањето на крај. Двајца гледачи очекуваат да се вклучат со прашања. Нека Добар ден и да ги слушнеме. Повелете. Добар ден, ве слушаме, повелете. Да, поздрав до вас, водителки, до докторот. Благодарам. Имам едно прашање. Дали постои временска дистанца измеѓу приемот на млечни производи и месни производи? Ви благодарам за прашањето. Ви благодарам и вам за вклучувањето во програма. Дали е тоа важно во однос на абсорбцијата на железото? Месото не е важно, месото не е контраиндицирано, месото не е тој продукт кој што го спречува ресорбирањето на железот, но млекото може да биде. Сега таа дистанца е најдобро да биде 2 часа, затоа секогаш препорачуваме прво да се земе препаратот на витамин С, после половина час да се земе препаратот на железо, а после најмалку половина час да се земе оброк. Затоа мора да биде исто и пред вечерната доза на препаратот на лекот. Прво да се земе витамин С, после половина час препаратот на железо, а после половина час да вечера пациентот. На тој начин нема да се случи калциумот кој што го содржи млекото да го компромитира ресорбирањето на железото. А со месото нема никаква. А доколку некој зема повеќе месо за да си го зголеми нивото на железо, ако сака да направи промена во исхраната, тогаш треба да внимава кога ги внесува млечните производи? Не. Тогаш не? Не. Месото е идеален продукт за создавање на крвта. Железото од месото најлесно се абсорбира. Во народот е познато дека земањето на одредени продукти кои што во себе содржат железо, како спанаќ, цвекло, јатки, ореви и така натаму, дека содржат железо. Меѓутоа, не може да се спореди една порција спанаќ со едно парче месо, бидејќи месото во себе содржи не само железо. Содржи фолна киселина, содржи витамин B12, содржи и други продукти кои што се неопходни како композит за создавање на крвта. Затоа месото нема замена. Месото нема замена. И затоа порано или подоцна луѓето кои што определиле да бидат вегетаријанци или вегани, кои што не земаат воопшто месо во својата исхрана, порано или подоцна ќе станат слабокрвни, анемични. B12 ќе треба да земаат? И B12 недостасува, и железо. Таму има две категории на пациенти. Едните се добро едуцирани, да речем, и кои што земаат суплементи на време и во доволна количина за потребите дневни на железо да бидат надоместени. А природен извор како што е семе од коприва и слично, тоа не е доволно или различна валентноста на железото? Да, меѓутоа не е доволна за да ги задоволи потребите на железо на дневно ниво. Некаде околу 1 милиграм дневно има потреба машки организам, 2 милиграм има женски организам во репродуктивниот период, а најголема потреба за железо имаат трудниците, бремените жени во третиот триместар. Бидејќи тогаш има многу зголемена потреба и плодот од железо кој што се развива, а и настанува дилуција на крвта, бидејќи тогаш жената добива и во телесна тежина и многу повеќе се создава плазма
отколку што се создаваат крвните елементи, па настанува една релативна анемија, односно релативна недостаточност на овие елементи. Затоа во третиот триместар трудниците треба да добиваат железо. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Вака, да ве поздравувам и докторот и вас водителке. Не ве следев од почетокот, но накнадно може да прашам и каде се наоѓа и докторот и некоја лабораторија која што имаат. Сакав да прашам, јас сум мајка сум на едно детенце, детенцето ми е веќе големко, после пораѓајот ме оперираа од ехинокок. После 2-3 години ми отстранија матката и веќе после од кога ја отстранија матката, континуирано после паѓа железото, значи пијам лекови, ќе ги испијам тие лекови, правиме пауза од месец, 2-3 со докторката, па нели да видиме како ќе реагира. Без лекови се симење железото, пробуваме со нели со мед, со поприва, со се качува, потоа па се симење. Јас немам никаков проблем немам, нели, освен тахикардијата, никаков проблем немам друг со здравието. Меѓутоа, железово ме пратија и на хематологија и се испитувавме. Никој не знае железово каде се губи. Да, после пораѓајот имам и хемороиди, кои што тие крварат, меѓутоа ако си изиритиран, инаку не. Јас со храната гледам да не се иритираат, не внесувам нешто што ги иритира, не крварам преку изметот, тоа сум го забележала, нели? Меѓутоа не знам што друго да испитам. Мојава матична овде не ми дава кој знае какви насоки. Па еве, тоа е моето прашање. Така. Што друго би можело да испитам? Така, инаку само подсетување, денешен гостин во емисијата ни професор доктор Злата Стојановски, хематолог од Универзитетската клиника за хематологија. Професоре, што можете да кажете во овој Поред случај? неколку прашања имаше. Прво, Универзитетската клиника за хематологија во прва смена работат 3 амбуланти, а во втора смена исто така имаме амбуланта која што ги задоволува потребите на државата за сите пациенти со хематолошки заболувања. По правило, со оглед на тоа дека се работи за втора болест, како што кажа, овие пациенти треба да ги згрижи примарното и секундарното здравство. Еве вакви пациенти каде примарното и секундарното здравство не може да си најде објаснување за дефицитот на железо и анемија кај оваа пациентка, треба да биде испратена во нашата амбуланта во било кој ден и сигурно ќе се најде вистинската причина. Таа наброја неколку причини. Прво имала ехинококова циста, па била оперирана, потоа кажа дека била оперирана од страната на хистеректомија, така, дека е направена, матката. Што значи дека еден извор преку кој би губела крв е отстранет. Значи не добива менструални крварења, но кажа дека имала хемороидални крварења, како што и претходно споменавме, хемороидалните крварења не секогаш мора да бидат видливи со голо око, но може да бидат континуирани, постојани, и затоа ова пациентка ја советувам да посети специјалист гастроентерохепатолог, да се направи ендоскопски преглед на дебелото црево и да се третира хемороидалното крварење, бидејќи со голема веројатност таму е причината за недостатокот на железо кој што е присутен кај неа во континуитет. Значи микроскопски минимални крварења може да доведат до но голем проблем. постојани може да доведат до голем проблем. Таа кажува дека крварела од хемороидално крварење. Сега не забележува, но тоа не значи дека отсуствува. Имала, така да веројатно е тамо причината за настанокот на недостаток на железо и консекутивна анемија. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до професорот. Ви благодарам. Моето прашање е следно. Вие зборувате за намалено железо. Моето прашање е обратно зголемено железо кај возрастни. Значи, зголемено железо, еритроцити, одредени клетки во мокрача и зголемен често индиректен билирубин. Па би сакал B12 во ред.
Така, би сакале еден совет. Зголемено железо, што тоа би значило? Тоа е проблематично и како би се средило. Ви благодарам за вклучувањето во програм и за вашето прашање. Што е со зголеменото железо? Таа е една состојба обратно од анемијата, најчесто наследна, генетска, се нарекува примарна хемохроматоза, во која што заради генетски дефект на метаболизмот на железото се таложи во органите и како што споменав преска кај пациентите со таласемија кои што често примаат трансфузии на еритроцити, кај нив се ослободува железо, овде по генетски пат вишокот на железо се таложи во органите. Оние пациенти кои што се хомозиготи, кои што ќе ги наследат дефектните гени од двајцата родители, имаат манифестна клинички хемохроматоза, но тие пациенти исто така не преживуваат долг век на живот, бидејќи компликациите од таложењето на железото се фатални. Со таложење во црниот дроб ќе направи цироза, со таложење во панкреасот ќе направи диабет и на крај со таложење во срцето ќе направи глобална срцева слабост и пациентите од тоа и починуваат. Каков е третманот? Третманот кај овие пациенти е да се вршат венепункции, да се вади крв повремено, да, се испушта крв и на тој начин испуштаме одредена количина на железо, одредена порција, со која што ќе се обезбеди да не се таложи железото во виталните органи и да не доведе до катастрофални последици. Покрај тоа имаме и така наречени хелатори на железо, односно тоа се материи кои што го врзуваат железото и го изфрлаат од организмот пред да биде исталожено во виталните органи и тоа го употребуваме кај пациентите кои што имаат често пати потреба од трансфузија на еритроцити. Пациентот спомена уште една состојба, тоа е состојба на присутен зголемен индиректен билирубин, покрај хемолитичките анемии во кои што има зголемена вредност на индиректниот билирубин и тамо има во црниот дроб вроден дефект на носачот на билирубинот кој што треба да го конјугира индиректниот билирубин. Тоа се нарекува болеста на Жилбер и кај неа настанува зголемување на вредностите на индиректниот билирубин, така да може би се работи за вакви генетски состојби. Уште еден гледач добив знак дека сака да постави прашање во денешната емисија. Добар ден. Повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до професорот и до вас. Благодарам. Едно прашање. Редовна контрола правев, имам 72 години. Серумското железо ми е 34. Немам некои посебни проблеми во здравствени и сакам да го прашам професорот дали е тоа исто серумското железо и одговорот од претходниот гледач. Да, тоа е слично како со претходниот гледач. Ви благодарам и вам. Покачена е вредноста на серумското железо, но сепак треба да ги видиме и вредностите на феритин, колкава е вредноста на исталоженото железо, на резервно железо. Треба да видиме колкава е вредноста на носачот за железо. На 72 години е помалку веројатно дека се работи за некоја вродена генетска болест. Може да се случува и состојба во која што пациентите земаат доста суплементи, витамини од А до Z, во кој што има и препарати на железо. Така да, да се крене земајќи препарати кои што се мултивитамински, всушност земаат одредена концентрација, порција на железо. Тоа може да биде исто така причина кај 72 годишен човек за зголемена вредност на серумското железо. Што се однесува до лекувањето на анемиите, кога веќе ги споменав суплементите, секогаш кога лекуваме анемија, сакаме да користиме фармацеутски проверени препарати кои што имаат доволна концентрација на железо во себе. Тоа значи дека
Во поединечна доза треба да има 100 мг, а дневна доза е најчесто 200 мг железо. Суплементите во себе содржат концентрација на железо од 10, 20 и 30 мг, така да тие не може да бидат никогаш препарат со кој што ќе се лекува анемијата. Тие може да бидат користени превентивно, профилактички кај луѓето кои што имаат зголемени потреби за железо. Тоа се младите во пубертетот, кај трудниците во почетокот на бременоста, но никако за лекување на анемија. Најдобро е да се прима орално или пак доколку е, да речеме, анемијата поизразена, да се примаат инекции? Ние хематолозите преферираме секогаш, кога е можно, да се примаат орално препаратите на железо, бидејќи давањето на парентерални препарати на железо е врзано со институционално давање на препарат. Значи, овој пациент ќе треба да му се обезбеди кревет во дневна болница, бидејќи давањето на интравенско, да речеме, железо може да доведе до анафилакса, до анафилактичен шок и затоа давањето на парентерално железо мора да се одвива во здравствена установа. Давањето пак на интрамускулно железо е врзано со добивање на инфилтрати подкожни кои што после X години може да се претворат во саркоми, во малигни болести и заради тоа ние хематолозите треба да биде. Секогаш преферираме да даваме перорални препарати на железо со исклучок на неколку индикации каде што се избегнува гастроинтестиналниот тракт, а тоа е активно крварење, например од желудникот, тука сигурно нема да дадеме препарат на уста на железо, ќе мора да се даде парентерално железо. А што со оние пациенти што не може да ги поднесат тие препарати, им се јавуваат гадења, повраќања? Неподносливоста, интолеранцијата на железото е повеќе индикација да се проба со некој друг орален препарат, но ако на вистина има таква интолеранција во таков степен, сме го видели тоа, тогаш ќе треба да се даде парентерално железо. Но да не заборавиме, времетрајањето на терапијата на железодефицитната анемија е 3 до 6 месеци. За 6 месеци ќе добива парентерално железо пациентот? Сигурно дека не. И моето последно прашање се однесува на пациентите кои што се болни од карцином и кои што се, за жал, многу на број и често пати добиваат лабораториски анализи кои што укажуваат дека имаат многу ниско железо. Треба ли кај нив да се дава терапија со железо или не? Да, секаде каде што има недостаток на железо со анемија, треба да се лекува анемијата, а не недостатокот на железо. Тука би подвлекол и уште еден тераписки дел, а тоа е давањето на трансфузии. Секогаш кога имаме адаптирана анемија, дури и вредностите на железото да бидат извонредно ниски, дури и вредностите на хемоглобинот да бидат извонредно ниски, на 40 или 50 грами на литар, ако е анемијата адаптирана и ако можеме да се справиме со основната причина, ние хематолозите ќе избегнеме да дадеме трансфузија. Но трансфузија некогаш може да се даде и на повисоки вредности од 70 или 80 грами на литар, ако се работи за акутна анемија која што настанува како резултат на повреда, траума, акутна крвозагуба, перфориран улкус или, да речеме, перфорација на слезенката како орган кој што има голема концентрација и резервоар на крв. Тамо се разбира дека нема да чекаме ние да падне хемоглобинот на 70 и под тоа па да дадеме трансфузија. Но трансфузијата на еритроцити значи и сензибилизација на организмот со туѓи антигени. Затоа, секогаш кога имаме можност да ја решиме анемијата со други препарати, тоа го правиме на тој начин. Професоре, многу ви благодарам за вашето денешно гостување и за прекрасните појаснувања поврзани со најчестите аспекти кои што се проблематични и доведуваат до анемија. Ми беше задоволство. Ви благодарам. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма Амбуланта. Ви благодарам и денеска што не следевте. Се гледаме секој работен ден на Телма во редовниот термин 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме за нашето здравје. Ви посакувам пријатен ден.